beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Ja сакам да сум од фикцијата пакаме ти кога ќе стегнеш едно дугме, ќе ти излези нешто да поплатиш. Јас сакам телефони и таблет. Јас сакам книжи. Јас сакам да ги посетам сите држави. Јас ќе му посакам на Дедо Мраз нова година, бидејќи голема сум и немам што да купам. Ќе да му порачам. Јас сакам PlayStation 5. Јас сакам телефон и компјутер. Сите да сте здрави и да јадите слаба храна. Дека јас не јадам многу благо ни малце, зато баба ми ме кава зато дека треба малце благо да јадам. Сега ти си малце, ти си. Сега ние ќе влечеме лотарија и на тоа дете, што ќе му се падне на тоа дете ќе му купи подарок. Писани се ливчина со имена. И ќе прочитаме што пишува на ливчето. Тење. Ако се влече самиот, тогаш се влече од почеток. Ми се падна Кирјана. Ми се падна Дарија. Јована и се падна Петра. Влечам за Горас, бидејќи не е тука. Јас за Михаела. Новата година ви посакувам успех. Сакувам успех во учењето. Сакувам среќна нова година. Елко, елко, Порасни шведре клипи. Многу радост и многу игри. Пана Никола и сега ќе му дадам подарокот. Поведи. Никола ни Дедо Мраз. Пана Стефан и си ги разменивме подароците.
За вас се сите. За Донка и овој пат заборавивме да купиме. Треба и за неја нов фустан, ама ајде, билким другиот пат, ќе се сетиме. Ти само за нея мислиш, а ние? Ние имаме дотерани, необлечени. Како да го ставам? Да видам што купивте? Да видиш што купивме. Ајде ништо, малку нешто подкупивме, туку оди ти прво кафето стави го, па после ти ќе седнеш со нас, да не ти претече. И уште некој дрво стави. Старата заспа. Кој? За баба ти ќе прашува, или што? Немој не прашувај, нека оди по кафето. Донке и воручокот пристави сол, после ела седни со нас. Никош не е подготовен воручокот. Штеди масло, сол. Достати сега со тие празни муабети. Лака, керки мили. Имам да ве зарадувам нешто. Најава сме канети на гости кај чорбаджиите. Ама велат да ги земеме и ова овде што се метка ова Донка, а и старата. И нив да сме ги земеле. Демек јас не знам зашто е таа слава. Димко, нивни, за женење стасал. Пак ќе му бараат некој девојче при него. И вие да си се дотерате и да си изчекаме радости. Мајко, ако земаш ова смотанкава што ни краф не знае да свари, јас не идам, а тој Димко не беше на трговина негде? Беше, ама се врати. Јас го видов вчера, така одалеку го видов, многу се измила, но го познав, тој беше. Леле, да си се земе со некоја од вас, да си изчекаме ние радости, а не овде во куќава се распаѓа. Каков късмет имав. Ајде, сега оставете ме мене, вие да си се мажите убаво, додека се може, додека сте млади. За мене како било. Мајко, белки ќе биде по-добро. Мајко, ние не те оставаме, не те забораваме. Керки мои, Ќе ме расплаче. Баба, одам јас да прашам кај шивачот. Може ќе ме прими да занаат? Кај кој шивач? Кај мажето менка, мили двајцата шијат. Ама напрашав мајка, па после ќе ги кажам. И така нив не можам да им погодам, барем малата да си го направам. Ако оди од за неја нема штета ќе се најде. А ако викај малка, ако види дека не сум та? Сигурно ила да закаже за сетрики за шијање. Не, таа рече дека бара за занае да учи овде. Кутрата и без мајка и без татко остана, макејата вака добро ми се гледа, ама не знам се замо за своите керки купува, а за Донка веле другиот пат. Не знам, како да име патурната малку. Така се зборувам изградов. Ајде сега, бирај. Ги разбираш нешто. Не те личи. Татко ти прв чорбаджи, а ти сега калфа ќе бидеш. Името ќе му го валкаш. Седи си мирно дома. Ама мајко, некој мора да работи, куќава ќе падне. Се продававме, куќата ќе да ја продадеме. Тоа твоја работа не е. Наш најдер си била. Треба таму да одиме. Треба да шиеме фустани. Ела сме поканети на свадба кај чорбаджиите. Ама овој пат тебе не те земаме. Јас мислам што и како ќе правиме, тоа не е твоја работа. Треба да одиш таму да ги закажеш за шиење. И оттаму право дома. Разбра? Разбрав, мајко. Ајмо речем, така би. Одма замина, избегам ме, чудна ми е малку. Ајде сега чорбаджи, ние палто. Да земеме мерка. Не, чекај. Ти за Донка да фустана сошиш и јас ќе ти продам. Ке сошам, да нема проблем. Да биде готов за 3 дена. Како знаеш, однеси го сватен било брно. Чорбаджи, ти мирно спи си. Мајстор си е мајстор. Ај ти земам јас со докумерка на пуштените. Ајде се да буде. Ще ли би малко да закаснеш, одма се разбегме. Жено! Жено мори! Стави го кафето пејат да ми поможиш овде. Туко работа! Мајко, видам црвеница. Стара мајко, не идеш така? Што ќе идам, јас не сум за одење и нозете ме болат. Така, одмори си се. Еве и Донка ги ти оставиме, да не си сама, друштво да ти прави. И онака таа и да сака не може да дојде, зашто нема фустан. Мајко, Да си се заинтересираше на време, да се сушиеше нешто. Ти си дојдеш, ама ете таква е, ништо не интересира. мајко, да го земам црвенечо? Мене ми го покупам, ќе ми се мене поболко. Јас да си... Доста те, не карајте се на шалот. И онака на никоја не го давам. Какви ќе ве бенди са Димко, такви. Па и вие. Што вие гајле за Димко?
Ако не ме бенди со тој, секако сте најубави, најелегантни во градот. Памет ти е на мајка. И што плажеш сега? Ништо што плачам, така, плачам. Дека не отиде, а? Кучки ни не те зедоа. Барам, јас? Зошто што ти фали? Не сум дотерана, не ми облечена. А и тој Димко, нервирам. Го видов фреска кај шивачот. Слугинче сум била, ми рече. Не сакам да одам, јас не сум за таа куќа. Недотерана, необлечена, слугинка, ете така. Вака, сега ќе одиш. Јас имам еден фустан на мајка, ти го свив на обли... Ако оди таму за мене. Не кажи бе на никој, јас ќе го платам. И за мојата нараска, јас ќе ја платам, не кажи бе. Чорбаджите со вчера, јас сум местнав човек, сега гледам работата, ај со здравје. Ајде. Жено! Жено, молим! Гледај пак има тој на кафе. Како некоја невеста се наместила. Тргна да ја празговорам збор 2 и одма избега. Сите ја загледуваат и тој Димко нешто ја гледаше. Туку ми се поднасниме на Димкова преска кога влегував. Не знам каде е тој сега. А каде е тој сега, го виде негде? Никаде го нема. А да си видиш некој друг сестра? Поминаа со главата или не поминаа? Со бабото не се поминат. А ти виде некој? А ти виде некој? Ајде уште со бабото да почистам и толку ќе бидат. Назове ме болат. Од мене ми треба сна. Никаде го нема. А да си видиш некој друг сестра? Поминаа со главата или не поминаа? Со бабото не се поминат. Туку овдека нема никој кој замисли. А да земеме со обради да одиме на практиката? Некој тропа на вратата. Ајде, Донки, оди отвори, види кој е. Добро да ме коси. Мајко, чубаџиката е со сини. Леле, оди, викај ги сестрите побрзо, нека се спремат. Леле, тргај се, побелете, влезете. Колку убаво не изненадивте. Туку, што седоште вака ненајавени. Ние подобро ке ве пречекавме, ама... Ајде, повелете, влезете. Барем не израдувавте. Прости што ја ме упора. Пузар. За Донка! Леле, каква да ми се историја? Каква Донка? Што ке ви е вас Донката? Не е таа за ваша фамилија? Дива е, ненаучена, не знае муаве да прави, а и осте што е таква, туку и сиромашка е. Нема, ништо не ја остана. Еве, од татко има само наследство, оваа куќава. Само јас знам како ја чувам. Каква таква? Туку... Ајде, ако ја сакате. Ама, ако ја земате Донка, ќе мора и куќава да ја земете, а нас да не го платите денос наш. А и бабај, зашто не чини вака стара жена сама да ја оставиме? Греота. Така е, со ние мислевме. Многу дури да делате една куќа, затоа ние ќе ви доплатиме за делот ваш, ако не го давате многу скап сега. Која е работа, ајде, ќе средиме. Немам јаш друго што да речам. Ако си се сакаат младите, ако сака и Донка, нека си се земат и свикни, нека си бидат. Ненајавени, да знаеме, ќе ве пречекам.